Не сакавме да одиме со замрзнување на цените, сакавме да оставиме со бруто профитната маржа одреден простор за да може и трговците да функционираат, бидејќи тоа во изминатиот период видовме дека е навистина голем проблем. Тоа беше со првата кошничка, исто така и со училишниот прибор. И сметавме дека можеме да седнеме на маса, да имаме одреден диалог врз база на доверба, да донесеме некоја мерка која што сите треба да ја почитуваме. Видовме дека некои од трговците тоа го злоупотребија и дека граѓаните не беа целосно задоволни од мерката и затоа се одлучивме да отидеме на една ваква мерка во овој момент, каде што ќе бидат замрзнати производи од над 100 категории на производи. Во овој момент има мерка која што има неколку градации на регулирање на цените. И се одлучивме на еден робусен пристап кој што иде во 3 нивоа. Прво, замрзнување на цени на 8 производи кои што се најфреквентно пазарени. Потоа одлучување и ограничување на бруто профитна маржа на 5, 10 и 15%. И трето, кој што го донесовме законот за потрошувачи, кој што сега го доработуваме правилникот, тоа е објавување на цените на веб страните, кои што потоа би требало да бидат собрани на една веб апликација, каде што ќе им дадеме можност на граѓаните да ги гледаат цените на различни маркети за да одлучат каде ќе ги трошат своите пари. Сакавме да направиме една комбинација на сите овие три мерки, но и на израелскиот модел со објавување на цените, кој што е прифатен во Франција, во Италија, во Хрватска, еве сега и кај нас, и да се бориме против оваа негативна појава која што ја имаат граѓаните. И сметаме дека сите соодветни мерки кои што се носат се закаснети, потоа се под притисок на јавноста, затоа што се гледа што се случува и на крај како шлак на тортата добиваме картелско здружување кое што за прв пат се случува во нашата држава со посредство на соодветна комора. Сојузот на синдикати мислам дека вчера апелираше дека контролите кои што ги прават од страна на државниот пазарен инспекторат дека не се доволни за да успеат да го сузбијат она што значи незаконито работење, а на штета на грбот на граѓаните. А од втора работа многу битна, тоа треба вие да се замислите, да поразговарате на владино ниво, дека се уште државниот пазарен инспекторат нема добиена плата. Значи тоа е исто така битен сегмент во рамки на нивното сегодневно извршување на работните Јас не го кажувам тоа, туку цитирам тоа што беше кажано вчера од Сојузот на синдикатите на Македонија, за да идете чекор понатаму, денеска ги навредивте и кажавте дека се потпароли на СДСМ, а до пред извесно време има архиви кои што стојат дека и вие сте ги викале на состаноци, сте разговале. Значи, кого викате под паролите на СДСМ? Или тогаш беа под пароли на друга политичка партија, сега се на СДСМ? Јас немам проблем да викнам никој на разговор во собранието. И јас немам, и тоа е за почитување, така и треба. Затоа сме народни избраници. Меѓутоа, денешната пресконференција за сите ваши заложби, дека сакате добро во економски правец, падна во вода кога го навредивте председателот на Сојузот на синдикати на Македонија.